Dobro večer, Kavadarci. Dobro večer, dragi prijatelji, naši borci i soborci za pravda i sloboda. Na početok odsakam najiskreno od srce da vi se zablagodaram, da ви ја искажам мојата почит за вашата пожртвованост, за довербата што ја имавте во нас, за поддршката што ни ја дававте во изминативе 2,5 месеци во одбраната на демократијата, на уставот и законот, во одбраната на честа и достоинството на македонскиот граѓанин и македонскиот народ. Заедно со вас организиравме десетици, стотици протестни маршови, собири, блокади, митинзи ширум цела Македонија. Илјадници луѓе секоја вечер ги полнеа улиците и плоштадите на македонските градови. Конечно се пробуди желбата, се покажа волјата, ако сакате и наетот на македонскиот човек и македонскиот народ да се бори, да се пружи отпор против оваа тиранија, против оваа забегана и јаздисана власт, против оваа диктатура на еден човек и мала група луѓе околу него. Уште еднаш се покажа, како и многу пати во историјата, дека нашиот македонски народ може многу да истрпи, може многу да издржи, но порано или подоцна чашата ќе се прелее. И тогаш, кога ќе се крене, кога ќе тргне, кога ќе се извиши, нема сила што може да го уплаши. Нема сила што може да го запре. Благодарение токму на вас, почитувани граѓани. Благодарение на вашата упорност, на вашата верба и доверба, на вашата решителност, предвремени парламентарни избори во Македонија ќе има. Нека го искривува договореното Никола Груевски и ВМРО ДПМН колку сакаат. Нека се и наетат. Нека лажно го читаат и уште полажно преведуваат. Ја го исполнил ветувањето дадено на меѓународната заедница дека до крајот на јуни ќе го реши спорот со Грција. Ја уште еднаш, по кој знае кој пат излажал за нив бегање од соочување со народот, бегање од соочувањето со тешката народна казна. Нема да има. Бојкотот е прекинат, ама отпорот продолжува. И тоа така како што се договоривме на самиот почеток. До крај, до конечна победа. А вас, почитувани граѓани, ве повикувам да не го чекаме септември, да ја завршиме работата многу порано. Евеа шансата на локалните избори на 24 март. Евеа можноста во еден ден вашиот глас да се брои 2 пати, да заврши 2 работи, да издвојува 2 победи. Првата победа за локалната власт. Овде во Кавадарци предводник на таа битка ќе биде нашиот и ваш кандидат за градоначалник Бетијан Китев. Млад човек, образован човек, честен и одговорен, човек на иднината и човек за иднината. Кога летоска го промовиравме за кандидат, многумина и во Кавадарци и кавадарчани во Скопје ми рекоа: го погодивте детето. Нема замерка по ниједен основ. Вака го личи СДСМ во Кавадарци. Почитувани кавадарчани, ние го направивме вистинскиот избор. Вистинскиот избор за Кавадарци. Ве поканувам сега вас, сега вие да го направите вистинскиот избор, да ја донесете правата одлука за вас, за вашите семејства, за вашата општина, за вашата и наша Македонија. Одлучувајте со храбро, а не со уплашено срце. Одлучувајте со чист, а не со изманипулиран разум. Одлучувајте со вашата, а не со туѓа наметната волја.
Ако има правда и правдина, овој млад човек ја заслужува вашата доверба. Изберете градоначалник со кој ќе се гордеете и вие и цела Македонија. Победата во Кавадарци ќе биде и дел од победата во цела Македонија. Почитувани граѓани, драги пријатели, на 24 март имаме можност со нашиот глас да завршиме уште една многу поважна, многу поголема работа. Имаме шанса да им вратиме, да им наплатиме за се што ни сгрешија во овие 7 години. За 7-те години малтретирања, притисоци, закани и заплашувања, за сите понижувања, газења и поценувања, за сите полициски и инспекциски казни, без основ изречени, за сите списоци за гласање со закани направени, за сите откази и деградирања по партиска директива спроведени, затоа што не направија земја во која човек се плаши на телефон слободно да говори, а за политика сегде да се шепоти. На 24 март имаме шанса да им наплатиме, затоа што 7 години безобразно лажат и манипулираат, затоа што сите критички настроени телевизии и вестници ги затворија, затоа што македонската радиотелевизија, Сител, Канал 5 и уште многу други ги направија пералници на човечки мозоци, затоа што во однос на слободата на медиумите не спуштија, не потонаа во друштвото на Нигерија, на Непал, на афрички и азиски земји. Треба и мора да им наплатиме, затоа што не направија земја светски шампион по мизерија, заради сета беда и сиромаштија во која што живееме, заради сите блокирани сметки, активирани хипотеки, судски извршители на нашите врати, заради цените што секој ден растат, заради скапотијата од која повеќе не може да се живее, заради огромните долгови што ги направија и на наш грб за враќање ги оставија. Драги пријатели, на 24 март мора да им наплатиме за сите народни пари што ги искрадоа, за сите наместени тендери и лажни анекси, за сите фирми и бизниси со уцени превземени, за сиот рекет што стопанството го наплатија. Мора да им се врати, мора да им се наплати, затоа што како народ не поделија и меѓу себе не испокараа, затоа што со сила не делат на наши и ваши, на патриоти и предавници, на верници и неверници, на транзиционери и природбеници, на антички и словенски, затоа што испокараа брат со брат, татко со син, другар со другар, затоа што 7 години ни продаваат лажен патриотизам. И колку тие стануваат поголеми патриоти, толку Македонија оди надолу, пропаѓа, бележи порази. На 24 март треба и мора да платат и за убиството на Мартин Нешковски, и за монтираниот судски процес против Љубе Бошковски, и за притворот на семејството на Дуле Млекарот, и за тепањето на студенти на Скопскиот плоштад, и за законот за стечајци, и за театарот, лакардијата што ја изрежираа со законот за бранители. На 24 март треба да ги стигне народната казна и за 24 декември, за она брука и срамота, за она убиство на демократијата, за она газење и на устав, и на закон, и на деловник. Затоа што на криминален начин донесува буџет за да можат на криминален начин да продолжат да ги трошат вашите, нашите, народните пари. Затоа што среде парламент тепаа народни пратеници, малтретираа и бркаа новинари.
затоа што плашливците, кукавиците од ДПМН влечеа жени по патос пред очите на целата македонска и меѓународна јавност. Драги пријатели, уште 2 дена да ги споменувам нивните грешки, нивните гревови, штетите што му ги направија на овој народ, малку ќе биде. Заслужуваат и да бидат казнети и никогаш да не им биде простено. Почитувани граѓани, ова што ни се случува не е наша судбина. Ова што ни се случува не ни е од Бога пишано. Проблемите со кои што се соочуваме нема сами од себе да се решат. Ниту пак некој од надвор ќе дојде и ќе го направи тоа место нас. Ова е наша држава, ова се наши животи и какви ќе бидат само од нас и од никој друг зависи. Време е на ова пропаѓање, на ова агонија, на ова лудило да му го ставиме крајот. Време е за нов почеток, за нова страница. Време е за голема, крупна, историска одлука. Локалните избори на 24 март се можност да покажеме дека не е единствената Македонија онаа на Никола Груевски, понижена и подценета, послушничка и корумпирана, режимска, закопана во лажно минато и уште полажна сегашност. Ајде сите заедно да покажеме дека има и една друга, многу подобра Македонија, храбра, горда, борбена, слободарска, демократска, правдолюбива Македонија свртена кон иднината. Тоа е нашата, тоа е вистинската Македонија. За таква Македонија вреди да се работи. За таква Македонија вреди да се бориме. Да покажеме дека таа Македонија не е само подобра, туку е и побројна, е посилна, е помоќна. Да покажеме дека таа Македонија е победничката Македонија. Победата е пред нас. Победата доаѓа. Наша победа за наша Македонија.